Здраво на сите повторно, продолжуваме со третата сесија од годинишната конференција за Светскиот ден на философијата. Одиме директно со првото представување денеска. Тоа ќе биде Јасмина Поповска, тоа што ќе ни говори на темата стоикот во време на COVID-19. Повелесме. Благодарам Мило за дадениот збор. Почитувани присутни во виртуелниот простор, навистина ми е драго што имаме прилика на еден ваков настан да ги соопштиме нашите филозофски промислувања за ситуацијата со која сме соочени. За разлика од другите изложувачи, јас веројатно ќе одам во една поинтроспективна, поинтимна фаза, во еден поинтимен аспект на промислување на на оваа пандемија со COVID-19. И се би сакала да позборувам од аспект на начините за филозофска справување со кризата, а не од аспект на поставување на нејзина филозофска диагноза. И тоа би го сторила со навраќање кон една античка филозофска позиција, која во 21. век успешно го најде својот пат и се адаптираше кон современиот контекст, а тоа е стоичката филозофија. Ќе се осврнам на методите и препораките кои ги дава стоичката филозофија во контекст на COVID-19, затоа што сметам дека штом стоицизмот веќе успешно комуницира со современиот човек во секојдневен контекст, тој би се покажал како особено добар филозофско-психолошки противотров токму во ваква криза. Тоа е затоа што кризата не донесе, барем според мене, една квалитативна новост во однос на нашата самоафирмација и саморефлексија, туку ги потенцираше и интензивираше проблемите кои веќе стоеа во заднина. Стоичката филозофија доживеа ревитализација во 21. век преку развојот на интелектуалното и популарно движење современ стоицизам, модерн стоицизам, кој си постави цел да го приспособи античкиот стоицизам на јазикот и концептуалната рамка на сегашноста, како и да се обиде да одговори на прашањата кои не ја мачат. Стоичката филозофија стои во основите како инспирацијски техники, како оние на техниките на когнитивната бихевиорална терапија, особено рационална емотивната бихевиорална терапија, воспоставена од Алберт Елис. Меѓутоа, целта денес не ми е да навлезам во опис на нивните психотерапевтски техники, туку да потенцирам некои филозофски ставови, кои доколку се усвојат, можат да помогнат во полесно справување не само со ова, туку и со каков било вид криза, глобална или интимна. Стоичката филозофија која ги потенцира логиката и самоконтролата како животни ориентири, се покажува како одличен практичен водич за самопомош во услови на самоизолација и практикување социјална дистанција. Сепак сакам да укажам дека целта на ова обраќање не е да се понудат стоичките препораки како универзален лек за оваа ситуација, туку повеќе да се покаже нивната универзална димензија и безвременска релевантност. Интересен е фактот што функционалноста на ваквите препораки се покажала како успешна многу пати во животите на стоиците. Тие проживеале војни, екзил, губење на блиски личности, а била успешна и за една слична, па дури и потешка пандемија од нашата. Книгата на Марк Аурели за самиот себе си, лесно можеме да ја препознаеме како водич за развивање на духовни вештини за справување со пандемија, затоа што и била напишана среде една таква. Во текот на косењето на чумата на Гален, или попозната како антинониваната чума, патем именувана според семејното име на Аурелија Антонин, според некои сведоштва животот го изгубиле повеќе од 5 милиони луѓе, меѓу кои се претпоставува дека било и Аурелија. Некои населени места изгубиле дури третина од својата популација, а според Дион Касијски, римски историчар, во современо наречено пикот на заразата, имало и по 2000 жртви на ден. Имено умирала 1/4 од заразените. Во вториот бран дури и по 5000. Овие бројки изминативе неколку месеци ни значат многу повеќе од што была статистика. Стоицизмот се смета дека е филозофија на хероизмот и издржливост. И на вистина, според стоиците, вистинскиот човек се открива во тешки времиња. Епиктет препорачува: кога ќе дојде неволја, да се замислиме себе си како борач, кого Бог како тренер не спротивставил со силен и јак маж, со цел да станеме надпреварувач со олимписки ков. Колку е поголема тешкотијата,
толку е поголема славата. Во тешките времења најмногу се откриваат доблестите кои сме ги негувале веќе и кои најмногу ќе помогнат во справувањето со кризата, а тешкотиите стануваат предизвици кои поттикнуваат. Така како што вели Аурели, она што не попречува на патот, станува самиот пат. Тој вели: мојата волја и разум не знаат за пречки, бидејќи можам да ги отстранам со мислите, а можам и да ги пренасочам. Се она што и пречи на душата, го менува и го врти и приспособува на подобро, и на тој начин, она што го попречувало нејзиното делување, станува попоттикнувачко, а она што и го затворало патот, сега го отвора. Во оваа насока, стоиците би ја гледале оваа конкретна пандемиска криза како шанса и поттик не само да преживееме, не само да бидеме подобри, туку да станеме духовни и морални олимпици. И покрај тоа што може да се одвојат навистина многу аспекти на стоичката филозофија, кои што може да се поврзат со пандемискиот контекст, јас се надевам дека ќе можам да обработам 5. Дихотомија на контролата, премедитацијо малору, мементо мори, oikeiosis и амор фати. Особено важно за нашиот однос кон случувањата е она што во стоичката филозофија се нарекува дихотомија на контролата, именно точното разлачување меѓу она што е во наша моќ и она што не е во наша моќ. Епиктет вели: научи се на секоја своја жестока помисла да ја речеш: ти не си ништо вистинско, туку само моја вообразба. Потоа истражувај и преиспитувај според правилата што ги имаш на располагање, а најмногу според првото кое гласи: дали тоа нешто е во наша моќ или не е во наша моќ. Доколку тоа нешто не е во наша моќ, биди подготвен да си речеш: тоа мене не ме засега. Со нештата кои што не се во наша моќ, како што се земјотресите, цунамите, старењето, треба да се справиме со храброст. Додека оние нешта кои се во наша моќ, стравовите, желбите и страстите, треба да вежбаме да ги надминуваме. Стоиците потенцираат дека настаните, како што е пандемијата, не може да се контролираат, тие се предетерминирани. Но можеме да ги контролираме нашите реакции на тие настани, односно нашата реакција кон пандемиските феномени. Токму стоицизмот се јавува во време кога контролата е невозможна. Хеленистичкото време е период на тектонски промени во политичкиот и социјалниот живот, кога никој немал контрола врз ништо. Епиктет вели: не самите нешта, туку мислењето што луѓето го имаат за тие нешта предизвикува немир кај нив. Например, вели тој, смртта не е ништо страшно. Самиот наш страв према смртта предизвикува страв и затоа смртта ни е страшна. Кога нешто ни пречи или сме вознемирани, не треба причината да ја бараме во нешто друго, туку во самите нас, во нашите сопствени ставови спрема тоа нешто. Доколку ова го пренесеме во нашиот контекст, можеме да заклучиме дека вирусот не е она што не плаши, туку нашиот однос кон него. Не на разгневува несоодветниот однос на другите кон ситуацијата и непочитувањето на мерките, туку нашите мненија за нив. Потребата за контрола во време на корона и справувањето со неа е клучно за добро справување со живеењето во пандемија. Доколку јасно не бидат разлачени ситуациите во кои не можеме да влијаеме, како на пример времетраењето на пандемијата, лесно може да се изгуби контрола врз себе. Колку повеќе ги вреднуваме нештата кои се надвор од нашата моќ, толку помалку моќ имаме врз себе. Нив треба храбро да ги поднесеме. Доколку пак јасно ги разлачиме ситуациите во кои можеме да влијаеме, како на пример гневот, предизвикан од колективната неодговорност, ние имаме должност него да го надминеме. Премедитација малорум би била уште една препорака од стоиците за пандемиско соживење. Тие препорачуваат подготвеност за најлошото во секој момент, една негативна визуализација, представување и вежбање на најлошите исходи во секоја ситуација. За да се намали грижата и стравот, мора да се претпостави дека она од што се плашиме дека ќе ни се случи, е извесно дека ќе се случи. Тоа ќе предонесе за поголема духовна издржливост, како емоционална, рефлексна и тактичка подготвеност со соочување со нив. Соочување со стравот е покатарзично од негирањето на постоењето на стравот, би рекле стоиците. Според Сенека, она што е непредвидено е многу поразорнувачко. Неочекуваноста и придава тежина на катастрофата. Поради ова, треба да внимаваме никогаш ништо да не изненади. Мора да ги насочуваме нашите мисли пред нас на секој чекор и да го имаме на ум секој исход, а не само во обичаениот тек на настаните. Вежбајте ги во вашиот ум, екзилот, мачењето, војната, бродоломот.
Секој период на нашата човечка судбина треба да ни биде пред очите. Ваквата мисловна вежба ги прилагодува нашите очекувања, меѓутоа често во насока на нивно намалување. Оваа перспектива возможува да ги пречекаме и убавите и неубавите настани многу поподготвени и посреќни. Според Епиктет, за да може да се соочиме со тешкотиите, мора да бидеме во позиција да им кажеме: вие сте точно она за кое што се подготвува. Така, premeditatio malorum наеднаш станува мотиватор затоа што потсетува што би се случило доколку не се преземат никои действия. Како би се одвивала оваа вежба во пандемиски контекст? Постојано пред очи треба да го имаме на страшното сценарио од пандемијата. Нов карантин и ограничување на движењето, пролонгирање на овој начин на живење уште неколку години, губење на работното место, банкрот, заразување, смрт. Изминува 10-та минута. Например, многу компании, благодарам, сега мораат да играат вакви мисловни игри и постојано да се подготвуваат за целосна катастрофа со цел да се одржат во живот. Со вежбање на своите рефлекси и антиципирањето на потребните средства, стануваат пофлексибилни и подготвени за секој еден удар на реалност. Со premeditatio malorum на нашата смрт пак се поврзува уште една стоичка препорака – memento mori. Memento mori е препорака која често се поврзува со средновековијата и религискиот контекст, но препораката постојано да се сеќаваме на смртта ја даваат уште стоиците. Таа укажува дека постојано треба да се присетуваме и соочуваме со ризикот од сопствената смрт. Според нив, соочување со сопствената смртност може драстично да ја смени перспективата за нашиот живот. Затоа memento mori не е уште една од морбидните препораки на стоиците, туку таа треба да се свати како потсетник за денешните должности. Свесноста за смртта треба да не отрезни подобро да живееме денес, да бидеме морално извонредни. Таа има цел да поттикне, да влее сила и моќ, да инспирира и мотивира, да разјаснува приоритети, да концентрира на целта која не е дадена пред нас. Според Сенека, ние треба да ги подготвиме нашите умови како да сме дошле до крајот на нашиот живот, да не одложуваме на ништо. За оној кој ги повлекува завршните потези на својот живот секој ден, никогаш не му недостасува време. Може да го напушти животот сега, вели Аурели. Затоа тоа нека одреди што правиш, што велиш и што мислиш. Според стоиците, свесноста за нашата смртност не води кон морален песимизам, туку напротив, тоа представува почетна точка за морален раст и развој. Пандемијата на многу начини ја приближи оваа свесност за многу луѓе, како за сопствената, така и за смртта на своите блиски. Но за многумина, смртта е се уште тема која се избегнува. Стравот од рефлексијата за оваа тема ги води кон незино игнорирање и банализирање на целата ситуација, дури и доаѓање до заклучокот за непостоењето на пандемијата и вирусот. Една од порадикалните идеи на стоицизмот е идејата за должноста врз основа на стравот за универзална симпатија. Концептот за оикиозис или вдомување значи да се гледа нешто како свое, како да ни припаѓа нам. Тоа е став дека постои заедна поврзаност на се во универзумот. Космосот стоиците го споредувале со град или држава, што ја делат луѓето и боговите, и врз основа на ова гледиште тие оправдувале само пожртвуваноста на поединецот за доброто на заедницата. Според Хиерокле, секој од нас стои во центарот на низа концентрични кругови. Првиот круг што го обкружува мојот индивидуален ум ги содржи моето тело и неговите потреби. Вториот го содржи моето потесно семејство, а третиот и четвртиот ги содржат проширувањето на моето семејство. Ако сум доблестен, ќе се обидувам да ги доближувам овие кругови колку што е можно повеќе, однесувајќи се кон братучидите како да ми се браќа, постојано преместувајќи ги луѓето од надворешните кругови кон внатрешните. Тоа е вдомување на другите луѓе во нас, нивно внесување во нашиот домашен круг. Овој концепт за должноста основана врз принципите на вдомувањето како да е туѓ на пандемијата, која многумина ја налекуваат пандемија на хипокризијата. Во текот на дискусијата за колективната одговорност, наспрот индивидуалните човекови права, како да се иззема одвид третиот и четвртиот Хиероклов круг. Како никогаш претходно, барем во нашиот животен век, не се покажува толку евидентно единството, испреплетеноста и сродноста на нашите судбини. И според тоа, колкави последици може да има индивидуалната неодговорност. Токму во овој аспект, пандемијата е тест по емпатија кој човештвото треба да го полага. Оценката нема да зависи од тоа како ќе се однесуваме кон најспособните, туку кон најслабите.
И најпосле, мора да се вежба умешноста на прифаќањето на нештата такви какви што се, да се помириме со нив, да го прифатиме природниот тек на настаните и да промениме нашата желба тој да не се случил, наместо постојано да му се противиме. Нешто кое што баш и не ни оди од рака во пандемијата. Но стоиците одат и подалеку. Не само да ја прифатиме, туку и да ја сакаме судбината. Амор фати. Епиктет вели, не баре работите да се одвиваат онака како што се одвиваат и тогаш се ќе биде добро. Доколку се посакува да се случи она што се случило, може да се избегне разочарувањето, затоа што на тој начин ништо нема да биде спротивно на нашите желби. Навистина е тешка задачата да ја засакаме пандемијата, но не и да ја прифатиме и да се помириме со неа. Таа секако ќе тече, Сенека би рекол. Само разликата е дали ќе дозволиме таа да не води или да не влече. Имено ќе дозволиме да се оддадеме на текот или постојано ќе му се опираме. Можеме да се опираме на онлайн предавањата, па и на ваквиот вид на конференции, на носењето маски, социјалното дистанцирање, сите нешта кои на никој не му се пожелба. Но според стоиците, тоа само ќе ни носи немир. Тие би рекле, сустине е дапстине, поднеси и воздржи се. За стоичките препораки за доблестен живот може многу да се зборува од аспект на нивната издржаност и изводливост. Стоичката етика често звучи ригидно, контроверзно, контраинтуитивно и затоа дури и во античката литература присутни се критиките, а и исмевањата на нивниот етички идеал, како и коментарите дека е потешко да се најде стоички мудрец отколку феникс. Во оваа прилика нема да имаме можност да ги испитаме проблемите кои се јавуваат при нивното реализирање, а навистина се надевам дека би имале некоја друга кога би ги прокоментирале. За крај ќе додадам само уште една поента. Во времења кои се малку попредизвикувачки од вообичаените, постојат предизвици кои треба да се земат предвид. Да се размисли за она што навистина е вредно, да се размисли за целите кои вреди да се достигнат, за односите кои треба да се задржат и за тоа кои сме и какви треба да бидеме. Во ваквите тешки времења, навистина стоицизмот е полезен. Но стоицизмот не е, иако многумина би се согласиле, дека е филозофија само за катастрофи, кризи и црни времења. Животот на дневна основа носи пречки и кризи, дали од пансветски или индивидуални размери. Тие настануваат секогаш кога ни се случуваат неочекувани лоши нешта. Но стоицизмот е завезден. Вистинскиот предизвик ќе биде да се следат овие принципи кога ќе завршат црните времења и кога луѓето брзо ќе се обидат да ги заборават и исто толку брзо ќе се вратат на истите лоши навики. Стоицизмот можеби ќе биде понеопходен кога сета оваа пандемиска приказна ќе помине. Ви благодарам. Благодарност до Јасмина за незиниот реферат. Та уште претходно најави дека ќе ги надмина оние препорачани 15 минути кои што ги имавме, заради тоа и немаше второ напомнување за времето. Сега јас нема да го одземам повеќе времето, имам уште 3 минути. Доколку има интерес за микродискусија сега веднаш по незиното изложување, поведете. Значи, дали имаме прашања кои што директно ќе се однесуваат конкретно на рефератот на Јасмина. Гледам и писмено дека немаме испратени, значи оние кои што се присутни на конференцијата можат писмено во пишана форма да испратат своји прашања во секцијата долу Q&A, односно Questions and Answers. Со оглед на тоа дека немаме ниту пишани прашања сега, ниту усно поставени прашања од самите учесници, јас се заблагодарувам на Јасмина за незиното прекрасно изложување и продолжуваме понатаму со тоа што секако останува понатаму простор да се вратиме повторно на незиното кажување, на незиниот реферат во генералната дискусија на крајот од нашата трета сесија. Сега одиме со нашиот следен учесник, со следниот изложувач. Тоа е Бошко Караджов, кој што ќе зборува за слободата, минархизмот и COVID-19, како да се остане слободолюби во време на пандемија. Гласи
насловот за кој што ќе слушнеме повеќе сега. Повеќе, Бошко. Ви благодарам за можноста. Се надевам дека добро ме слушате. Јас имав малку проблем, веројатно е до мене. Многу тивко ве слушам и вас и претходната колешка. Дали е се во ред со аудиото кој го добивате од моја страна? Да, во ред. Тука е во ред. Добро, ако е во ред, ќе започнем. Да, насловот на мојот реферат е Слобода, минархизам, COVID-19. А подтекстот е токму главниот мотив за ова мое соопштение, како да се остане слободолюбив во време на пандемија. Филозофските рефлексии врз оваа пандемија се впечатливо интересни и разнообразни. Претходните две сесии ни го покажаа тоа, а и ако малку се задлабочиме во скорешните текстови на филозофите, ќе видиме дека баш таква впечатлива разнообразност е и присутна. Под очекувањата на Жижек во неговата последна книга со наслов Пандемија, COVID-19 го тресе светот, каде што Жижек очекува дека пандемијата ќе создаде нов вид на солидарност, или како тој го нарекува комунизам при катастрофи. Или преку прогласот на инфодемиската смрт на експертноста, за која говори Бернард Анри Леви во што туку објавената The Virus and the Age of Madness. Или пак преку конспиративните предпоставки кои меѓу првите ги изложи професорот Мухич за геронтоцидната депопулацијска функција на ковидот. Па може да се префрлиме и до палеолевичарските идеи дека овој вирус е циклотронот на новата марксистичка револуција. Или да дојдеме и до крајните размери каде голем број на псевдоспиритуални замисли за вирусот го определуваат како осветољубива патолошка диагноза на нашево екоцидно време. Меѓутоа, мене сите овие филозофски рефлексии ми се чинат некако препоетични, да се изразам карнаповски, повеќе експресивни отколку репрезентативни и како такви ми се малку ефемерни и оддалечени од суштината или од суштинската филозофска рефлексија, која имам чувство дека треба да биде политичко-филозофска. Бидејќи единственото нешто што е пострашно од самата пандемија се реакциите на така наречените демократски општества кон неа. И од тука клучната филозофска рефлексија на пандемијата имам чувство дека мора да се сосредоточи на следниве рамништа, на следниве промисли. Прво, промислување на природата и границите на етичката одговорност на државата. Второ, промислување на личните слободи наспроти јавниот интерес. Трето, промислување на многу круцијалната релација, човековото достоинство и државниот бионадзор. Односно, филозофската рефлексија мора да оди, такво е моето чувство, во насока на оно што Фуко го загатна и го нарекуваше биополитичка секуритизација. Или во насока на оно што дури порано Карл Шмидт го нарече, простете германскиот термин не можам ниту да го прочитам, а не па да го изговорам, англискиот превод е state of exception. Тоа е кога суверенот може да го суспендира правото во името на некакво јавно добро или јавен интерес. Претпоставам повеќето од вас која следите политичката филозофија, особено современата политичка филозофија, ќе се сетите на Џорџо Агамбен со истоимената книга The State of Exception. Ќе се сетите веројатно и на Ахил Бедбе, камерунски интересен филозоф со неговата книга Necropolitics, кој прилично нагледно покажа кон какви неограничени облици на злоупотреба може да води овој концепт за State of Exception. Затоа мојот обид за промисла ќе се сосредоточи тука на овие филозофско-политички рамништа и сакам да говорам за нив. Но сакам да говорам за нив низ едно воочување на една состојба во јавниот дискурс која ми е симптоматична и опасна. Со почетокот на COVID-19 кризата и пандемиското ширење на SARS-CoV-2 вирусот, во рамките на идеолошката дебата за улогата на државата во справувањето со здравствените, општествено-економските и безбедносните аспекти на кризата, во овој јавен дискурс можеше да се забележи одредено ликување или своевидно победничко расположение од страна на одредени етатистички кругови и поддржувачи на силната и сеприсутна држава поради
новонастанатата увереност дека пандемијата и пропратната општествено-економска водрена состојба ја покажуваат слабоста, неодрживоста и јаловоста на слободарските идејни идеолошки стојалишта, кои напротив, знаете, веруваат во неприкосновеноста на индивидуалната слобода и во потребата од радикално лимитирање на улогата и функциите на државата во општествените процеси. Поточно и пократко или со други зборови се чувствуваше и се чувствува се уште во тој јавен дискурс една своевидна надмена триумфалност во поглед на тоа дека конечно безбедносната нужност од силен одговор на уште посилната држава ја соборува политичката идеологија на минималната држава и либертаријанската филозофија воопшто. Меѓутоа, ограничувањата на човековите права и слободи за време на пандемиските вонредни состојби ниту ја обезвреднуваат, ниту ја обесмислуваат потребата од константно застапување на слободарските идеи, константно застапување на слободарските принципи и идеали. Оваа потреба, која не може да биде обесмислена, ниту обезвреднета, произлегува од една вонредна опасност која, дозволете да ја наречам, сентимент на радост. Овој сентимент на радост извира од состојбите на страф и паника. И тоа е природно, тоа е нормално, но представува некритичко, непромислено и несогледано задоволство од мерките на државата, какви што се полициски час, забрани, рестрикции, цврста рака, казни, војнички чизми на улиците. Подочно во јавниот дискурс некако се влочува фасцинација, воодушевување од ефикасноста со која антидемократските деспотии и тоталитарните режими се борат против епидемијата. Фасцинација од кинески сценарии, од Виетнам, па дури овие чудни работи од Северна Кореја кои доаѓаат како информации. Меѓутоа и тоа е толку неспорно. Да, навистина тоталитарните деспотии и секој автократски режим е поефикасен не само за пандемии, за секаков облик на политички надзор, за било каква био или некрополитика, освен за слобода и демократија, за се друго, далеку од режимите на страховладение се поефикасни. Јерговиќ тука со оваа поента маестрално се игра, вели, а веројатно и Сталин и Рајстагот би биле уште поефикасни во справувањето со пандемијата, но дали е тоа доволен разлог? Дали е тоа доволен разлог за негување политичко-идеолошки сентимент на симпатии кон формите на апсолутизам? Секако дека не. Но, одржувањето или несоочувањето со овој сентимент на радост не само што придонесува кон реализиран и комплетиран процес на креирање согласност, manufacturing consent, знаете оно што Чомски и Херман со децении пишува. Креирање согласност за субституција, финална субституција на безбедноста со слободата или на слободата со безбедност. Туку, одржувањето на овој сентимент на радост представува опасност која може да ги отвори вратите за оправдување и да ги отвори вратите за проголтување на мерки, водници, на големата држава, од кои во мирнодопски услови едно пристојно човечко суштество би се згрозило. Неспорна е опасност од вирусот. Неспорна. Особено во здравствени системи како нашиот и со здравствени политики и мерки како нашите. Неспорно е дека одредени облици на општествена изолација имаат смисла. Но неспорно е дека борбата со пандемијата не смее да подразбере радикално загрозување на слободата и човечките права, како и радикално загрозување на материјалниот статус на поединците и заедницата. Овој сентимент на радост учествува во произведувањето на согласноста преку една реторичка фигура која жестоко се користи, се нарекува реторичка имергенција, која не фрла во лажна дилема. Здравје или слобода? И тоа имергентно, брзо, бирај, здравје или слобода, не промислувај, не мисли воопшто ништо. Здравје или слобода, брзо, одбери. И човекот е генерички, биолошки подготвен во името на таа едноставна еволуционистичка состојба на безбедност и преживување да се откаже од благородните идеали на спекулативниот ум. Биолошкото битие на постоењето е да, преживеј и репродуцирај се, но историјата жестоко покажува. Еднаш од земените слободи и права или никогаш, или тешко се враќа. Од тука, константното застапување на слободарските идеи, принципи и идеали се јавува како нужен и неопходен општествен аларм за време на пандемијата, за рано предупредување и зголемување на свесноста за можноста од реституирање на автократиите и тоталитарните практики на владење, поточно како своевиден пункт на отпорот
против евентуални злоупотреби на вонредната состојба или како некаков облик на артикулирана јавна свест за неминовната потреба од спротиставување на прекумерната и долгорочната концентрација на моќ во секоја извршна власт. На секоја власт при вакви кризи и растат авторитарните апетити. Секоја власт генерира повисоки цели во чие име ја пресоздава државата за која говореше Смит. Иако Уставот како општествен договор за вредностите на живењето во заедницата, во најхопсовска смисла сватен, и уставно гарантираните слободи и човекови права се суспендираат, радикално унижат, тогаш слободарските пунктови на отпор во едно општество стануваат пресудни. Меѓутоа, и ова е битен дел, не подразбираат тие слободарски пунктови на отпор недисциплина, неприфаќање на мерките, антимаска, антивакцерски хистерии и слично. Напротив, подразбираат отварање на широка, јавна, стручна дебата за условно кажано добрите причини за рестрикциите и инсистирање на временска рамка од до за важење на рестрикциите и инсистирање на начелото дека слободата не смее да се жртвува во името на било која повисока цел. Залагање за дерегулации кои можат да помогнат. Класични либертаријански дерегулации. Видовте што се случува, не може да се нарача кислора заради тоа што биле избори. Не може да се вработат заради некакви регулации, дерегулации на нешто што може да помогне во кризата, а што е апсурдна бюрократска постапка. Залагање за донесување законски мерки кои ќе бидат, како што вели Хаек во маестралната Constitution of Liberty, еднакви за секого, општи и јасни. Или една слободарска борба против инсталирањето на овој новоговорен, новоконцептуален концептуална содржина за така наречената нова нормалност. Јерговиќ скоро пишуваше и маестрално го деконструираше тоа како што само тој знае, дека всушност ова ново нормално за кое зборуваме како фраза новото нормално е комплетно неизговорлива, навредлива, идиотска, но прилично опасна накарада. Не само накарада на говорот, туку накарада на мислата. Оно што е нормално, или Јерговиќ, не може да биде ново. Но опасноста не е техничка или семантичка, туку суштинска. Која смисла? Измина 12 минути само подсетувам. Благодарам. Она што е нормално, или со ново говорот, ако сакаме старото нормално, не ни е нас последица на некаков еднократен политички декрет со кој сме го добиле. Не ни е ни некаква епидемиолошка свест, во епистемолошка смисла. Туку старото нормално, на старото нормално се темели нашата цивилизација. На старото нормално се темели нашиот хуманизам, нашата човечност. И отстапувањето од старото нормално е возможно. Се случува, се случувало и ќе се случува војни, епидемии, природни катастрофи, земјотреси. Видовме нејхна како жестоко се тресеше. Значи во ненормални ситуации и во ненормални околности. Каде е опасност? Опасноста, го вели Јерговиќ, во идејата дека овој концепт на ново нормално, идејата во самиот концепт за новото нормално, дека принципите и начелата кои се применуваат или прифаќаат во ненормална ситуација би можеле или би требало да станат нормални. Тоа е опасно и тоа е екстремно. Јерговиќ вели, човекот е должен кон себе си и кон својот здрав разум ненормалните состојби, колку и да траат, да ги смета за ненормални. COVID-19 со сета своја пропратни појави не може да биде елемент на било каква цивилизацијска нормалност. И сега последиците без слободарски отпор се дистописки. Јавното здравје се претвара во безбедносен проблем. Власта се здобива со вонредни овластувања без контрола. Колку е државата понефункционална, толку се мерките пототалитарни. Изживееме во свет на V for Vendetta на Алан Мур. И не случајно, и Џорџ Агамбен, моментално еден од највлијателните во така наречените критицистички кругови и во хуманистичките науки, во последно време во повеќето јавни настапи и предавања изразува длабока загриженост дека ковид кризата и пропратната пандемија се користи перфидно и очигледно како можност за враќање кон формите на политичкиот авторитаризам, тоталитаризам и новите форми на, кој тој ги нарекува, нова политичка рационалност. А новата политичка рационалност е концепт на биобезбедност, биолошка безбедност. Како вели самиот, новата парадигма за биолошка безбедност прави сите други облици на ургентност на живењето,
на кој се темели екзистенцијата да биде жртвувани. И Агамбен прашува сосема легитимно, го поставам и јас тука пред вас и пред цел аудиториум неговото прашање, дали таквото општество се уште може да се определи и дефинира како хумано? Дали губењето на сензуалните релации, пријателството, љубовта и слично може да се компензира со една абстрактна и веројатно комплетно фиктивна здравствена безбедност? Тој воочува и уште еден посериозен проблем, дека во хуманистичките дисциплини има застрашувачки недостаток кај така наречената академска левица од длабок критицизам кон авторитарното менаџирање со пандемија. Агамбен препорачува, скоро почнав и јас да читам една француска студија од 2005 година, преведена пред неколку години на англиски. На англиски се вика Microbial Storms, Essay on Health Security Politics in Transatlantic World од Патрик Зилберман, која пишува напред корона кризата, но говори како здравствената безбедност станува есенцијален дел на политичките стратегии и политичките програми. Дури говори за еден радикален термин кој го нарекува здравствен или санитарен терор како инструмент за владење, кој всушност го создава моделот на најлошото можно сценарио. И Зилберман покажува дека политичкиот апарат наметнува да се прифати логиката на најлошото можно сценарио како режим или како норма на новата политичка рационалност. И тоа овозможува, оно што тој се обидува да го објасни, премин од health safety кон biosecurity. И тоа е опасност. Што значи сега овој премин од health safety кон biosecurity? Односно, организирање или нормирање на граѓаните со наметнување на облигационен однос кој се представува како облик на алтруизам. Со други зборови ќе биде многу појасно. Преминот од health safety кон biosecurity значи дека граѓанинот сега нема право на здравје, туку јуристички, законски е обврзан, должен да биде здрав. Не право на здравје, должност да се биде здрав. И се што Зилберман напиша во ова книгичка се остварува денеска во она што го живееме во COVID-19 кризата. Токму поради овие причини, справувањето со глобалната COVID-19 криза подразбира слободарско детектирање на танките црвени линии кои водат кон евапорација на правната држава след евентуалното долготрајно, екстремно унижување на човековите права и слободи. И ќе завршам сега со финалниот дел и со поентата на мојот реферат, а ќе се обидам тоа да го засилам и со повеќе аргументи во текстот кој веројатно ќе следи, врз основа на сето ова, врз основа на овие согледби и анализи, суштинското прашање кој е филозофската рефлексија на пандемиите го поставува. Ако навистина живееме наместо во време на радикална слобода, ако навистина доаѓа доба на автократски реституции за повисоко добро, во кој се бара од нас спремност и согласност да изгубиме слободата за да преживееме и за да се успокоиме, тогаш или е по-приоритетно, или е по-релевантно, или е по-битно филозофското прашање, дали обстанокот и безбедноста имаат смисла без слободата. И да заклучам. Јерговиќ на ова прашање одговори грубо, крајно слободарски консеквентно. Ако ти е здравјето поважно од човечките права и слободи, тогаш најдобро е веќе никогаш да не излегуваш од дома. Сигурно на тој начин ќе останеш здрав. Да заклучиме, но со една друга малку по-екзистенцијалистичка консеквентност од неговиот груп одговор. Обстанокот нема смисла без слободата, затоа што во игра е она што може да се нарече човечко или човеково достоинство. Должноста кон себе си се состои токму во тоа човекот да го зачува своето достоинство. Достоинството е онтички статус на екзистенцијата, кој е втемелен на фактот дека на личноста и се признава способноста за регулација на незините дејства. Достоинството предпоставува дека личноста е овластена да побуди, да пробуди разбирање на себе си, кое е само друго име за начинот на кој ние си ги нормираме своите постапки. И штом човековото достоинство е статус, онтички, екзистенцијален, тогаш тоа не е само мноштво од низ на човекови права и слободи, туку е и идеја која филозофски артикулира важноста, значењето на правата и слободата во однос на нашето постоење како луѓе. Слободата е единствениот прозорец преку кој одсјајуваат зраците на човековиот дух и човековото достоинство. Здрави, а претворени во одгледувани единки од и за системот, ние го губиме достоинството. Во моментов се соочуваме со
последната реченица со најголемата закана за слободата и отвореното општество. Па затоа должноста на секој искрен слободолюбец е непрестано да предупредува. Истото не значи минимизирање на ковид заканата. Истото не значи релативизирање на ковид заканата. Истото не значи конспирирање на ковид заканата, туку свесност за можните излезни сценарија и опасностите кои тие ги носат. Да се почитува сериозноста на заканата, но да се биде подготвен, да се реагира жестоко при секој обид и облик за депривација на слободата како безрезервна вредност и услов sine qua non на достоинствената екзистенција. Благодарам. Благодарност до Бошко Караджов за неговото изложување, за кое што успеа да го искористи целото време од 20 минути кои што се одвоени за секој од изложувачите. Она што ме радува е што добивме две прашања, едно во рамките на Zoom собирот што го имаме тука, едно преку Facebook пристигнато прашање, но бидејќи времето истече за оној блок од едно изложување и прашање кои се однесува директно на конкретниот реферат, овие две прашања ќе оставиме за крајот, значи за генералната дискусија, тоа ќе бидат првите прашања кои што ќе бидат поставени. Сега ќе се придвижиме кон следниот изложувач, кон следното изложување, тоа е изложувањето на Владимир Ѓуровиќ со наслов на тема реторика на пандемијата. Поведете, Владимир. Микрофонот, се извинам. Благодарам. Почитувани професори, почитувани колеги, прво сакам да се извинам ако некои сегменти од моето излагање ќе се повторуваат, бидејќи подоцна се приклучив за жал на симпозиумот на средина на втората сесија и немав можност да ги слушнам сите излагања. Исто така да се извинам ако некои од поимите били можеби подобро објаснети претходно, но сепак еве моето излагање ќе биде повеќе, да кажеме, потесно насочено во обидите да се справиме со оваа пандемија, односно ќе биде обид да се посочи на една особена пречка во справувањето со епидемијата на COVID-19, на болеста COVID-19. Пречка што според моето видување речиси воопшто не се промислува во јавните форуми. Тоа е реторичкиот чин во соопштувањето на препораките, всушност отсуството на реторичкиот чин. Тука тргнувам пред предпоставката дека не навлегувам во анализа на или во потрага по вистината на различните теории за појавата на овој вирус. Како предпоставка во моето излагање ја земам како вистинит наративот кој го представуваат официјалните здравствени власти пред се со Светската здравствена организација, која ги наметнува во одредена мера и мерките кои се препорачуваат за спречување на оваа пандемија. Следствено на тоа, и посебните национални здравствени власти, тргнувам од предпоставката дека тој наратив е вистинит и не го доведувам во прашање тука. Иако се разбира, не треба да се спречи и таа дебата, но почетната премиса е дека тој наратив е вистинит. Односно, ќе зборувам за начинот на кој се презентираат тие препораки кон јавноста. Или отсуството на реторичкиот чин, како што кажав. Бидејќи се чини во моментов дека клучниот елемент за справувањето со епидемијата е убедувањето на пошироката популација во ефикасноста на мерките за заштита од вирусот. Пронаоѓањето на лекот и вакцината е процес што се случува во позадина уште од самата појава на вирусот и засега не се наоѓа на реторичката сцена, иако очекувам дека ќе се појави на реторичката сцена и примената на имунизацијата. За да биде појасна аргументацијата на оваа теза,
Прво мора да ги лоцираме клучните поими што ќе бидат употребени тука. И секако и аргументацијата ќе биде само еден вид на скица. Обширно ќе можете да прочитате во текстот кој ќе биде објавен, во интерес на времето, нели, само како еден нацрт на текот на аргументирање. Значи, клучните поими на кои би сакал да се задржам се реторичка ситуација и елементите кои се потребни за да се пројави реторичката ситуација, односно екзигенција, говорник, публика, пречки, односно околности, дискурс, односно говор и телос, односно целите во реторичката ситуација. Или во потесна таксономија, говорник, публика, говор. Како и реторичките модуси на докажувањето или апелите, популарно познати логос, патос и етос. Сите овие елементи се клучни за да може да се спроведе реторичкиот чин. Доколку при реторичката анализа се воочи отсуството на некои од овие елементи, тогаш действото кое започнало со намера да биде алатка за убедување, нема да ја постигне својата цел и по дефиниција не е реторички чин. Во дефиницијата на реторичката ситуација, очигледно е дека имам предвид теоријата на Лојд Бицер, кој воедно го создаде овој поем во неговиот популарен, исклучително влијателен текст од 1968 година, објавен токму под тој наслов, реторичката ситуација. И тој во тој текст инсистира дека реторичкиот дискурс нужно мора да одговара на реторичката ситуација и дека таа е неопходен услов за создавањето на тој реторички дискурс. Посебно внимание посветува на три елементи. Екзигенција, односно проблем кој бара од нас итно внимание, нели? Публиката и околностите, односно пречките што треба да бидат совладани во реторичкиот чин. Екзигенцијата во реториката на оваа пандемија со која се соочуваме сега е очигледна. И ја посочивме и на самиот почеток, нели? Убедувањето на пошироката јавност во ефикасноста на мерките за заштита од вирусот. Но детектирањето на публиката кон која се упатени говорите и околностите, односно пречките што треба да бидат совладани, се чини не е толку едноставна и очигледна. Ако ја прифатиме дефиницијата на Аристотел за реториката, како вештина на изнаоѓањето на расположливите и соодветните средства за убедување, и констатацијата на Бицер дека не секоја публика е подложна на реторички дискурс, тогаш апелите на здравствените работници се чинат залудни и погрешно насочени. За да можете да ја совладате екзигенцијата, потребно е публиката да дозволи да биде учесник во таа реторичка ситуација. Но тие кон кои се упатени пораките не се подложни на реторички дискурс. Тие одбиваат да ги промислат аргументите и апелите на говорниците или пак воопшто не се отворени за поинаква перспектива. Тие не се реторичка публика. Секој обид за убедување би бил залуден. Ова воедно и дел од пречките, односно околностите што треба да бидат совладани. А тие во одредена мера се политички. Дискурсот во оваа реторичка ситуација не е само здравствен. Големата политичка поларизација во западните општества прави голем дел од населението воопшто да не може да биде дел од реторичката ситуација во која се вклучени здравствените работници како говорници. Можеме да посочиме и на аргументи дека и самите здравствени работници, на кои им беше доделена улогата на гласноговорници, се виновни за политизирање на дискурсот. Политиката е игра во која тие не располагаат со соодветните вештини алатки. Но на ова ќе се навратам малку подоцна. Уште еден проблем што го спречува пројавувањето на реторичкиот чин е што оваа реторичка ситуација нема единствен форум и платформа. Нема ниту единствен дискурс, ниту пак единствен извор на посакуваниот дискурс. На подиумот се појавија говорници со различен телос и следствено на тој различен дискурс. И секој од нив се повикува на авторитетот на нивната функција, кој никој не го оспорува. Оваа дисонанција исто така во голема мера и од политички карактер и дополнително ја продлабочува поларизацијата и ја прави екзигенцијата неразрешлива.
Сега би сакал да се навратиме на риторичките модуси на докажувањето или на апелите. Аристотел инсистира дека најефикасната алатка што има на располагање реторот е логосот. Апел кон разумот на публиката. Силината на логичката аргументација би требала да биде доволна за постигнувањето на целта во реторичкиот чин. Доволна за да се постигне консензус и да се придвижи публиката кон действување. Како што посочихме и претходно, публиката мора да биде медиатор на промена. Значи, тие мора да сакаат да бидат подложени на самиот реторички чин. Се чини дека логосот веќе не може да се примени како апел за действување. Светската здравствена организација има своја улога, во тоа што логосот за нив се претвори во неупотреблива алатка за убедување. Недоследноста и противречноста на препораките за употреба на маските како заштитна опрема, уште во првиот бран на заразата, кај многумина ја разниша довербата во авторитетот на оваа организација. СЗО, Светската здравствена организација, подоцна го откри телосот, тоест целите на овие реторички настапи, кои се чини биле прагматични и добронамерни, односно доволни количини на заштитна опрема за здравствените работници. Се сеќавате во самите почетоци, имаше едно панично купување на маски, на заштитна опрема и на тој начин ги оправда овие погрешно насочени препораки пред се председателот на Светската здравствена организација Гебрејесус. Но дел од јавноста ги протолкува и како политички. Искреноста за жал настапи многу доцна. Овој реторички маневр на Светската здравствена организација се покажа како погубен. Тој настап не само што ја разниша довербата и авторитетот на СЗО, што впрочем беа и нивните најсилни реторички оружја, а може би единствени. Туку беше перцепирани како навреда од страна на јавност. Тие целосно ја поништија можноста за действото на логосот како апел кон публиката. Тргна од предпоставката дека јавноста нема да ги разбере разлозите за тие препораки или пак нема да действува по тој апел, што повторно укажува на лошата проценка за тоа каков е составот на нивната публика. Преку овој пример може да се илустрира и неадекватната примена на етосот како модус на реторичко докажување, или пак во овој случај негово целосно занемарување. Челниците на Светската здравствена организација и нивните поддржувачи, кои наведум се чини дека е веќе си целата лекарска фила, повторно тргна од веројатната премиса, замислена од нивната страна како тавтологија, дека нивниот етос произлегува од претпоставениот апсолутен авторитет што го уживаат во јавноста. Честа појава во настапите на медицинарите, што пак е тесно поврзано со нивната, од моја лично искуство ќе кажам, исто така и честа одлука да го отфрлат логосот како апел, без оглед дали се обраќаат на еден пациент или на пошироката јавност. Со тоа погрешно го процени етосот на публиката, за кој верува дека во голема мера кореспондира со нивниот етос како говорници, или барем се потпира на истите предпоставки. Секако секогаш е присутно и популарното мнение дека медицинските лица и не се баш најдобри комуникатори со јавноста. Здравствените работници, кои веројатно не по нивна волја стана и гласноговорници и ретори, им приостана само патос како апел. Но и тој апел, за жал, се претвори во празни пароли без реторичка сила. Аутистични повици кои допираат само до нивната замислена публика. Останете дома, здравјето пред се, верувајте, ве молим, вирусот убил. Помогнете ни за да ви помогнем. И така натам, многу бројни пароли имаше. Многу помоќни реторички алатки не би можеле да придвижат дел од јавноста која едноставно не е учесник во оваа реторичка ситуација. Тие не се реторичка публика.
Нивните одговори, еднакво аутистични, демонстрираат дека тие не сакаат да бидат дел од таа ситуација. Некои од нив беа популарни во нашето општество. Ти ќе ми кажеш, ме гуши маската, слобода и така натаму. Очигледно дека оваа реторичка стратегија не ги постигнува посакуваните резултати. Може би е време да се примени поинаков пристап. Повторно велам, тргнувајќи од претпоставката дека наративот кој го пласира здравствените работници е вистинскиот и правилниот. Особено тоа треба да важи во следниот период кога ќе треба да се спроведе имунизација на населението. Веќе може да се насети отпорот на тие кои во оваа реторичка ситуација не се реторичка публика. Но не смее да се заборави дека и тие имаат свој реторички настап, чија публика се повеќе се зголемува. За жал верувам дека немам време повеќе да разложувам за сега пак на реторичкиот настап на спротивниот табор, нели тие кои не го следат наративот на здравствените власти, но еве за тоа ве повикувам да прочитате во текстот кој ќе ви објавам. И благодарам на вниманието. Благодарност до Владимир. Времето беше повеќе од испочитувано, значи имаме сега веќе доста време за ова уся дискусија веднаш по изложувањето. Имаме вкупно 6,6 минути, сега во миг 6 минути, до пред малку беа 7, кога заврши, така што повелете можеме да го искористиме времето што сега го имаме за поставување на прашања и коментари во врска со кажаното. Повелете. Прашање имаме од Игор Поптрајков. Вака сега јас ќе искористам и со претходното, затоа што на претходниот говорник сакав да му го поставам истото прашање. Во врска со претходниот говорник, само Бошко пиша, Караджов пиша дека нема да биде во можност да остане до крајот. Јас не знам дали сега е тука се уште или не, го гледам дека е приклучен, но тој ми пиша порака дека треба да оди на час, дека има предавање и најверојатно не е тука, така што нема да може да одговори. Евентуално да му пишете писмено прашање, па тој рече дека ќе се обиде добро, писмено. јас ова и воедно и за моето излагање, јас си го поставав тоа прашање, значи ние сето го и овој настане, меѓутоа значи сето ова се базираше на тоа дека ние навлегуваме во едно време на хибридни системи и дека ние сега се плашиме да ја изгубиме слободата, граѓанското право, нели? Маската не сакаме да не гуши, меѓутоа извинете, ја искрено да ви кажам, не осеќам нека особена разлика и некој ќе каже па ние сме таква држава, нели? Кај нас ние сме млада држава, ние всушност никогаш не сме ни знаеле што значи тоа на вистина да живееш во демократија и да живееш со човекови права и да ти се слуша гласот и да го добиваш од државата оно што ти следува, а ти на неа тоа да го даваш. Тоа на вистина ние, барем од моја генерација, ја мислам дека тоа ние никогаш го немаме доживеано, уште повеќе што ние да речеме живеевме во еден режим 12 години, да не должам сега, така што и уште се опоравуваме, така што јас искрено кај нас, да речеме и во држави како што се Гватемала, Замбези, слични такви хибридни демократи, така да речем мимикрички демократи, таму ја мислам дека еве ја лично од себе не осетив речиси никаква разлика, единствено што ми е малце тешко да одам со маската на улица, иначе секогаш кога одев на улица, секогаш морав да размислувам дали можеби некој точак ќе ме згази, дали нешто сум кажал што не треба, па сега да ми се враќа тоа, затоа што да се разбереме. Јас ќе предложам да бидеме малку по-резимирани, по-куси, затоа што кусово време тече, така што поставете го брзо прашањето да може Владимир да одговори. Значи, ние сите се наоѓаме во една мрежа, вплетени сме и Европската унија самата преполна со тие хибридни инфилтрации, руски, арапски, кинески, какви све не, и ако тврдат дека нема, гледате што ја мислам дека они викаат дека Унгарија и
како се вика, и Турција и такви држави, некои Полска, дека се тоа хибридни, меѓутоа извинете, Франција и Германија воопшто не се тоа што беа во времето што беше Европската унија во времето на Романо Проди. Ја мислам дека се они и тоа како хибриден еден режим. Што е прашањето до Владимир? Значи прашањето ми е која му беше провокацијата да го направи овој текст и на претходниот дебатант, со тоа што они се навистина спротивставени. Еднат мисли дека имаме што да изгубиме, другиот мисли дека треба да работиме за да имаме нешто да изгубиме, нели? Па во ваков случај историски, како да речам. Да, добро. Владимир, имате 2 минути за да одговорите. Искрено не детектирав прашање кон тоа што јас изложив. Кој беше мотивот кој што јас разбрав дека прашањето е кој е мотивот кој што ве поттикна на вашето изложување? Дали е тоа прашањето или не? Имајќи во предвид сегашната ситуација со демокрацијата во нашата држава и пошироко. Можноста да бидеме риторички чинители е основна предпоставка дека живееме во демократија. Јас мислам дека детектирањето на непројавувањето, како што реков, на риторичкиот чини риторичката ситуација, справувањето со оваа пандемија, како што напоменав и на почетокот, го сметам за клучен проблем. Дека можеби треба и да промислиме за поинаква стратегија како се, односно здравствените власти, ја можеби да се повлечат како гласноговорници и портпароли и да се смисли едноставно поинаква стратегија во презентирањето на препораките. Тоа е риторичка стратегија и не смее да се заборави дека секој јавен настап, секој настап воопшто, секој говор е риторички чин. Дека целта, крајната цел е убедување и соодветна аргументација. Ако вашата аргументација не е соодветна и ако не сте процениле својата публика добро, што е очигледно во оваа ситуација дека не е проценета добро публиката, тогаш вашите пораки се упатени кон глуви уши. Добро, ви благодариме на одговорот. Јас времето истече, ама може сосема кусо, ако е кусо прашање. Со прашање до Владимир. Да. Ти благодарам, Владимир, за изложувањето. Само кусо прашање. Се покажа дека логос не функционира. Ама некако се покажа дека и патос не функционира. Например, ми се чини дека со оглед на тоа што доктор Пановски е оној кој што некако повеќе се слуша во јавноста, изгледа етосот функционира. Дали сме во прав? Напротив, мојата констатација беше дека логосот воопшто не стапи на сцена. Воопшто не му се даде можност. Јас апсолутно се согласувам со Аристотел дека тоа е клучната алатка. Етосот беше погрешно насочен. Етосот сосема беше погрешно насочен, бидејќи погрешно се процени етосот на публиката. Луѓето забораваат дека не смееме само во тесното значење, онака како што Аристотел го опиша овој апел, дека тоа е оправдување на карактерот, на реторот, на говорникот, туку тука треба да се земе предвид и етосот на публиката, кој беше целосно занемарен. А настапот на официјалните здравствени работници се сведе, како што реков, исклучиво на патос. Исклучиво на патос и на упатување кон емотивниот аспект, емотивното доживување на оваа пандемија. Затоа и беа празни тие пароли, затоа и тие пароли не вродија со плод и, како што реков, помалку делува и аутистично. И благодарам. Благодарност до Владимир. Одиме сега со леснотија преминуваме кон следниот наш говорник, кој што веќе во оваа дискусија се најави, тоа е Игор Попхристов. Тој ќе ни говори за јавноста на философијата или философијата на јавноста. Ги имате вашите 20 минути бруто, кои што можете ги искористите целите без дискусија или 15 плюс некои 5 минути за куса микродискусија.
Повелете, дали сите ја гледаат PowerPoint презентацијата која што туку-што изложувачот ја пушти? Да, добро Се ме гледа. слушате. Добро. Ме Тогаш слушате, ви така? го оставаме зборот вам. Да, добро. Сега, значи чекате само момент. Изгледа не ми е на... сега ме го гледате, ја гледате PowerPoint? Да, Значи, одлично. Филозофски факултет Скопје, така? Да. Добро. Првиот слайд. Повелете. Значи, еве како што гледате ми се вика излагањето јавноста на филозофијата или филозофијата на јавноста. При ова јас сакам да се фокусирам баш на она што е на улогата всушност на државата, односно на де факто јавниот интерес кој што мора да постои во се, па така и во така и во филозофијата, така и во образованието, како што до сега нели зборевме. Сега тука сакам да се чисто да ви потенцирам како јас тоа методолошки го разгледувам. Значи јас сум поборник на онаа теорија дека се мора да се изработи целосно од почеток. Значи тоа е всушност прагматичниот дел од методологијата, кој што е можеби малку зафатен, па можеби ќе ви тука кај нас да речеме ние сме повеќе од на германска, хумболтијанска школа, значи ние мислиме не го земе тоа толку многу ти е големо, ограничи се на нешто и така често пати завршуваме во произволност и еве се јас ќе ви докажам дека или мислам дека ќе ви докажам дека сум во право. Значи, еве сега почнуваме со оној антички култ кон слободата. Значи, и сега тука, за да го доловиме овој момент, ние ќе мораме да се вратиме уште порано, значи во палеолитското време, значи кога се оформувало семејството и тогаш, значи, ние имаме ние имаме глава на семејството, што ќе се случи доколку главата на семејството се разболи, или пак можеби некој подолу кој е поважен, дали тој одозгора или тој одоздола, или хиерархиски како што стои. И сега тука имаме различни пристапи, значи еволуционистите тврдат дека всушност нема никаква разлика измеѓу човекот и животното, бидејќи животното има цивилизацијски чисто, има се она што го има и сето она што го има и човекот. Значи тоа има религија, се наведени примери дека кучето лае, да речеме, на месечината, или се плаши од темни објекти, или од одредени бои, така, значи, можеби е тоа суеверие, меѓутоа исто така потпаѓа под религија, потоа исто така дали има јавниот интерес и дали јавноста постои кај животните, велат да речеме има примери кога да речеме во некој во мајмунски родови, заедници, да речеме, постариот член на семејството не може да џвака и помладите му носат го потопуваат зрната во вода за да станат помеки и да му го дават да јаде, бидејќи нема заби. Исто тоа се случува кога да речеме мајката, која што е мајка на матриархатот, кај лавовите да речеме, не може веќе да џвака тврдо месо и тогаш помладите лавици, нели они живеат во матриархат со еден алфа мажјак, понекогаш двајца или тројца кои што се најчесто браќа, значи му дава да јаде, да ја дава на неза да јаде од помекото месо. Исто така го имаме и примерот со делфините, да речеме, кога еден делфин е повреден, не може да диша бидејќи има плуќа, не е риба, другите делфини го држат горе за да не се удави. Сега како ова се пренесува, да речеме, ова ви ги дадов примерите од сенките на моите предци, од книгата на Карл Заган и неговата сопруга, значи, кои што се исто така доведени, би рекол, под влијание, бидејќи он ја пишувал оваа книга во Грч, бидејќи бил веќе во последна фаза од рак на црниот дроб,
така што ми се виде во овој поглед, да ми се виде и многу адекватна за илустрација на овој труд. Значи, тука сега ви ги ставив двете слики, значи, на Демостенос и на Аристотел. Можете да видите дека Демостен е убав, како англичанец изгледа, угладено, он бил за демократија, додека пак и за тоа и се вика демократија, нели, од него потекнува. Он ги држал оние атенски големи собери против македонците, нели, во Атена, додека пак Аристотел напротив отишол да живе во Македонија и затоа се вика аристократија, затоа што он не верувал во демократија, он мислел дека е тоа еден систем на хаосот кој што го имаат и животните и дека луѓето треба да знаат самите да препознаат кои се тие поединци од нив кои што би требало да ги водат, а они тоа да го прифатат со својата потполна одговорност. Значи, тука јавниот интерес во првиот случај е ставен во општоста, а во вториот случај во поединечноста. Меѓутоа, од иста страна имаме контроверзијата, тоа е дека нели Аристотел е материјалист, додека пак Платон е идеалист и така што немајќи го можеби оној идеолошки фанатизам, аристократијата всушност била претежно, јас би рекол, губитник во историјата. Сега некој ќе рече уште се одржала, да, но можеби на еден само символичен начин, затоа што нели оној систем на таа старогрчка аристократија пропаднал или мислиме дека пропаднал, не знаеме. Сега ДНК анализите можеби ќе не убедат во нешто во спротивното. Значи, сега јавноста, значи со овие настапи на Демостенос, нели, он успел да се домогне нели до власта, да ја одржи, меѓутоа истовремено таа и не го убила, така што можеби тука станува збори за некој вид, бидејќи колективитетот се изедначува со револуција. Значи можеме да кажеме дека тука имаме еден прв пример на она нели дека револуцијата Бихнеровското, дека револуцијата ги јаде своите најголеми деца. Сега во латинско време имаме некоја поинаква ситуација, бисме рекле, имаме една поделеност, значи би искористил да речеме примерот на Апенинскиот полуостров, значи се мисли дека италијанскиот јазик настанал од латинскиот, меѓутоа не е точно, италијаните биле со агрикултура се бавеле, често пати не учествувале во војните, живееле сосема изолирано, додека латините нели го користеле латинскиот јазик, добро користеле грчки за аристократска намена, нели, зависи како во кој период. Меѓутоа сега тука издвоив два примери, нели, од Сенека и Овидија. Сега Овидија бил гласноговорник, односно како таков бил прифатен нели од јавноста, јавноста тоа го наметнала, тој всушност сакал да биде поет и како таков бил воедно и првиот германски поет, бидејќи тој показна бил испратен во Романија, која што тогаш била Германија, нели? Бидејќи императорот во некои негови погрдни стихови се препознал и го испратил показна и така он научил таму и германски и почнал и на германски да пишува, додека пак го имаме тука Сенека во овој период, значи, и тука сега се доближуваме до она што би се рекло купен јавен интерес. Значи, него му плаќала аристократијата и он често пати се менувал, значи, пишувал во полза на овој и на оној, за на крај нели императорот да и он да заврши како жртва на тој систем кој што во голем дел самиот го создал. И веројатно како последица на оваа раскалашност на како би рекол отсуство на разборитост во општествениот живот се јавува нели оној првобитниот пуризам, односно најавите на првите преднавесници на христијанската мисла, нели, кои што нели почнуваат со божествениот император Аугустус Германикус, нели, кој што
односно уште повеќе Цезар, значи неговиот предходник, кој што до душа не до толку ги спонзорирал нели филозофите и уметностите. Меѓутоа, што е карактеристично дека имаме спротивност на тоа, значи они можеле да бидат диктатори, ама ете така се одлучиле за еден поконзервативен начин на живот, биле доста скромни, живееле само во една куќа, верувале во дисциплина, во здрав живот, рано станување. Марко Аурелија, да речеме, го сквернал гробот на Александар Македонски, бидејќи не сакал луѓето да веруваат во идолопоклонство и веќе се вртиме кон нешто што се вика монотеизам. Значи тука има 10 минути помина. Значи тука имаме веќе неколку култови на Митридат, веќе нели всушност да знаете дека денешниот Крисмас што се слави е всушност Свети Митридат, бидејќи биле во слично време и императорот Август го прогласил фактички Крисмас е на 21 декември, а Митридат е на 23. Он сакал и двата култа да ги легализира тогаш, знаете сега. И така што и Вергилија додека пак во неговите значи во неговата Енеида, значи и го имаме раѓањето на божественото природно момче, кое што е како некаков предвестник нели на раѓањето на Исус. И веќе тука сега се наведувам во латинскиот, во средновековниот латинизам. Значи Свети Августин кој што е имал нели важноста на јавната дебата, што е многу интересно. Меѓутоа тука го имаме нели средновековната мудрост која што верувала во молчање, демек Господ нека зборува низ нас, не ние да бидеме негови гласноговорници, кои што како опонент ќе не доведе до макијавелизмот и неговиот исто така продавање на аристократите, нели во Господарот. Тој бил негов гласноговорник, тој советувал како тој се гради, каков треба да биде и тука имаме веќе контроверзии на самата таа христијанска Европа, нели, откупувањето на гревовите. Потоа тука ние доаѓаме до Монтеске и неговото верување дека државата треба да биде одделена од другите ентитети, односно од црквата, од бизнисот, од економијата, од аристократијата, односно дека јавниот интерес е во рацете на сите граѓани, додека пак романтизмот напротив верува во популизмот, во јавноста на популизмот и во неговата моќ, значи, меѓутоа во известна смисла е многу регресивен, бидејќи не враќа назад кон нацијата, нели кон првобитното племе, би рекол. Сега тука направив еден голем скок во име на времето, нели? Тука Кантовото теорија за оформување на нациите од фамилијата и Јунг за колективното несвесно и што се однесува на новиот свет, мислам дека тука најмногу јавноста земала улога, филозофијата на јавноста. Бенџамин Франклин, освен што е еден ренесансен дух, тој е исто така и филозоф. И значи он верувал во јавност, он првата печатница, првиот дневен весник го направил и го пренел и на стариот континент за време на својот престој во Британија. И тука ви давам два примери, значи од Бенџамин Херст и од Џозеф Пулицер, значи кои што на известен начин си конкурирале, бидејќи еден мислел дека е тоа бизнис, значи Пулицер мислел дека е бизнис, а Херст мислел дека е приватен бизнис, но во јавен интерес и денес во сите американски универзитети ќе видите дека повластена даночна стапка за се она што е јавен интерес, вклучувајќи го и новинарството, е заради тоа што тоа е приватен бизнис со јавен интерес, запомнете го ова. И сега, значи, тука ви наведувам некои примери од модерноста, значи, од раната модерност па се до сега. И мислам дека она што е битно, што треба да го разбереме од сите овие
филозофии на јавноста или јавност на филозофијата, дека треба да имаш што да кажеш, меѓутоа исто така треба да имаш и кој да те слушна, нели? Така што еве јас ги поставувам овие прашања што можете да ги видите на екранот и сакам да потенцирам дека значи дека нешто што е можеби старо и заборавено многу поквалитетно него денеска. Што да речеме во средниот век, еве немам време, само на средниот 15 минути точно. Да, значи дека во средниот век имало еден метод на наблюдување кој што денес во методологијата е напуштен, сега имаат само емпиризам. Значи ако не можеш со равенка да го докажеш, не можеш да го докажеш. Сега они мислат дека нашата планета е сплескана. Меѓутоа сега го изанализира универзумот и вида дека универзумот е навистина сплескан. Значи сите звезди се сконцентрирани во средина, згуснати се најмногу во средина, а колку се далечуваш понакрај од нашата планета, толку стануваат поретки. Така што јас би рекол дека еве или да речеме како се екстрахираат електроните од соларната енергија преку наблюдување, затоа што се она што има живот има плава боја во себе, како небото, како морето, и се она што е живот има електромагнетна енергија во себе. Така што мислам дека треба да направиме едно големо преиспитување на тоа што е поважно, дали филозофијата на јавноста или јавноста на филозофијата. Јас би рекол и едното и другото. Благодарам. Благодарно за изложувањето. Точно на време. Значи имаме 4 минути преостанати по ово изложување, кои што можеме да ги споиме со понатамошната 40-минутна дискусија која што сега ќе уследи. За да не правиме безпотребни прекини, можеме двете дискусии да ги споиме со тоа што предност ќе имаат прашањата кои што ќе бидат упатени до последниот изложувач, што Игор Поптрајков. Поведете. Се извинувам, ова прашањето за мене, што бил Тито според вас? Да, и јас го гледам, само се чудам дали е и колку е на темата, ве проценете ви, ако сметате дека... Да, јас да ви кажам, ако сметате дека е на темата, одговорете го, ако не слободно... Да, јас да ви кажам, фала за прашањето, мислам дека е во темата, а кај нас најчесто ќе ти речат не е во темата, мислам дека лошата организација на ваквите дебати, мислам, е резултат на лошото образование и на едноставно колку е поотворена и колку е по асоцијативна дебатата, толку е поквалитетна и толку е поинтердисциплинарна и толку е посеопфатна. Значи, според мене Тито бил еден маверик, оно што се вика, слободен стрелец, нели, кој што морал да се бори и за својата собствена екзистенција, за својата собствена кожа, истовремено да биде и државотворник, при што може би историската случајност многу помогнала за ова. А според мене, да, он бил диктатор, јас се согласувам со тоа. Значи, сега дали факт е дека денешната држава и Македонија и Хрватска и Словенија постојат во овие граници, во кои што ни се подарок од Југославија, тоа не можеме да го негираме, меѓутоа јас не ги сакам оние тврдења кои што велат дека тогаш се живеело не знам како во времето на Тито, дека тоа е вистинскиот систем, што не велам дека тие тврдења не се оправдани, бидејќи јас едва чекав да се распадне Југославија, меѓутоа тоа после што дојде, според мене беше многу поужасно него тоа што беше пред тоа, затоа што вика Стипе Месич, он исто беше за распаѓањето на Југославија, он вика дека во Југославија барем се беше по закон. И точно е тоа, волкав криминал и корупција немаше во Југославија, навистина волкаво гладување, волку лош
животен стандард, немаше. Меѓутоа немаше слобода, точно се знаеше што смееш да кажеш и што смееш да мислиш. Бидејќи ако се пуштиш да мислиш што сакаш, еден ден и ќе кажеш што не треба и тоа многу лошо ќе ти се врати. Сега бевме во малце подобра ситуација него другите држави од Источна Европа, затоа што скоро секој што сакаше да си отиде, можеше да си отиде. Меѓутоа, сепак тоа е многу контроверзно и јас се согласувам со тоа дека Тито беше доста мрачна личност во суштина. Не можеше секој да живее слободно, тоест не можеше никој да живее слободно, меѓутоа многу можеа да живеат удобно, меѓутоа тие што живееа удобно беа подготвени да не живеат слободно. Добро, благодарно за одговорот. Се надевам дека ќе воспоставиме врска меѓу темата за која што обсудивме сега и темата на конференцијата. Остануваат следните прашања кои што веќе ги имаме. Прашање кое што стигна по писмен пат е упатено до Јасмина Поповска и до Бошко Караџов. Бошко, ако е во можност да се вклучи, колку што гледам веќе се исклучи сосема од тука, како што напомнав, тој е зафатен со негови работни обврски со предавање, така што прашањето ќе биде упатено до Јасмина. Значи, меѓу изборот на стоичка издржливост изложена во излагањето на професорката Поповска и слободарската спротивност на рестрикциите изложена во говорот на Караџов, што да се избере? Да се издржи со или во себе и помине ситуацијата и да помине ситуацијата, или да се избориме за задржување на слободата. Или можеби некаква сублимација од двата концепти. Јасмина, повели. Благодарам за прашањето, навистина одлично прашање, некако и нели ги на еден начин ги сумира моето излагањето на Караџов. Убаво ќе беше и ти да се вклучиш од тука па да споделиме мислења. И одлична не беше коинциденција, како што сум информирана, одличен след всушност на оној кој што ги програмираше всушност текстовите, излагањата, програматорот на програмата, за да може да всушност следуваат моето изложувањето на колегата Караџов, затоа што навистина коинцидираат, не само што коинцидираат во однос на прашањето кои што го поставуваат, меѓутоа пак од друга страна се разидуваат во однос на одговорите кои што ги дава. Според мене и едниот и другиот е малку радикален пристап кон справувањето со ситуацијата. Едната нели можам да кажам повеќе ова стоичкото повеќе свртено навнатре, а она гледиште либертаријанското на Бошко повеќе свртено нанадвор. И дури сметам дека може и да се стават во онаа рамка на сваќањето за слободата, нели она многу веќе расширена категоризација слобода од и слобода за, имено онаа концепција за негативна и позитивна слобода, како што можеме да ја знаеме, како што многу ми да ја знаеме. Имено би можела да ја карактеризирам ова на либертаријанската како негативната, имено како лишување од надворешни пречки за действување и за действување и движење, додека пак оваа другата стоичката како позитивната, имено слобода која што всушност значи е ослободеност од натрешните пречки, односно онаа слобода која што се сваѓа како самовласт, како моќ, како способност да се исполнат до максимум нашите сопствени потенцијали. Јас не можам да кажам конкретно на оној кој што го поставил прашањето, не се представил, нели? Што да избере тој? Му се понудени овие два протиставени концепти. Веројатно може некаков амалгам од едните и на другите, дури би одела кон она стоичкото од дихотомија на контролата. Што е во наша моќ да смениме радикално, што не е во наша моќ да
нели едноставно да не се обидуваме, затоа што сепак сметам дека справувањето со пандемијата е на крајот на криштата ќе остане и личен избор, именно како ќе можеме самите ние одредени нешта со одредени нешта да се справиме, и мислам дека сепак зависи тоа од вредносниот систем кој што секој индивидуа го носи. Па дури да речам некој политички вредносен систем или генерално, нели, вредносен систем кој што се надевам една индивидуа го гради. И во таа смисла некако да се одбере согласност своите убедувања. И не знам дали би требало јас да дадам некаква лична своја, некакво лично видување, аристотеловски, на кое што сум прилично блиска, нели. Убедување би сметам дека би можело да се најде некаква средина помеѓу едната и друга. Благодарност до Јасмина за одговорот, како и за поставеното прашање кое што беше обележано како прашање од анонимен учесник. Сега, одиме на понатамошни прашања или коментари кон нашите изложувачи, значи кон оние кои што ја има можноста во овој блок да ги представат своите реферати. Повелете. Радомир Виденовиќ? Да, повелете. Само морате прво да го пуштите микрофонот. Добро ли е сега? Сега е одлично. Па немав намера во вториот дел да говорам, ама ајде некако да придонесам за донесување некој заклучок или божен заклучок. Дојде до многу некакви, до некоја дисеминација, расејување, до растурање на основната тема. И еве сега со ова прашање за да се одлучи и решава меѓу две некои можности кои се може би спротивставени, а мислам дека и не се, од и слободата на вклучува и извор, се разбира. Без тоа нема слобода. Но за која слобода ние без она, јас ќе да ја поедноставам работа, без слобода за и слобода од, туку да се навратам на некои стари поговорки од антиката, ништо премногу. Значи, што би била таа слобода? Дали слободата е правење што се сака и како се сака, што ти е кејф да банализирам малку, или и слободата има некои граници. Ако нема граници, таа престанува да биде слобода. И од тој повод би јас говорев денеска, не знам кој слушал, кој не, кој бил, кој не, говорев за Беснило на Борислав Пекиć, и Борислав Пекиć во својата книга, која воопшто не е мала, во еден дел, стадиумот петти, кој го нарекува парализа, вели, тие се удружува и издвоени од другите живеа со повлечен и осаменички живот кој го споредува со најголемо внимание. Мачно е да се сеќаваме како граѓаните меѓусебно се одбегнува, тоа е ова социјална дистанца кај Бокачо. Како меѓу соседите едва и да се наоѓа можност да се покаже некакво сочувство и како се разделени роднините кои што никогаш не се ни сеќаваат повеќе. Тоа е на врвот од оваа состојба при некоја си
ajde da rečeme pandemija, ne važеше веќе никаков закон, ни авторитетот на човечкиот, а ни на божествениот и боганскиот закон. Сето тоа беше злоупотребувано, вели Данте, Бокаччо, и сосема се распадна. Затоа, како заклучок, вели, на секој човек му остана да биде слободен, да го прави она што во собствените очи го наоѓа како право и правило. Ете толку затоа што со овие, како да речем, можни осврти на сегашнава ситуација, што ја сметам за многу пожелна за разгледување, познато е дека бирократиите, државните апарати, некои се повеќе бирократизирани и ригидни, а некои помалку, но сепак се бирократија, тие машинерии, како што мислам дека имаме сите такво некакво искуство, ништо не земаат сериозно во почетокот и гледаат да во име на некои си повисоки цели да премолчат, па и да излажат, зошто да не, тоа е корисно. Така што никогаш не ги земаат работите сериозно во почетокот, а кога ситуацијата ќе стане сериозна, тогаш е доцна. Тогаш е доцна да се направи што и да е. И да се преземе, дури доцна е пак. И во неговата книга на Пекич, што е тогаш беснилото на тоа прашање, тој одговара, тоа е еден од начините човекот да стане пес, предпоставувам. Ете толку, за сега. Ви благодариме за коментарот. Дали имате референца кон некој од изложувачите кон кои што би сакале да се осврнат на ова што го кажавте, или едноставно е коментар на она што е кажано до тука? Мене ме прашувате? Да. Да, беше коментар на оваа ситуација или. Нема ситуација или. Дали некој од изложувачите сака да се осврне на кажаното? Владимир, Јасмина, Игор, повелете. Па јас исто така сакам да кажам дека значи мислам и моето излагање беше во тој контекст, која е важноста на јавноста во како се вика кога има пандемија, значи како што знаете и се појавија некои теории дека имунолозите дека ние имаме многу поголем имунитет и заради тоа нема кај нас толку многу сида на Балканот, затоа што ние во средниот век сме прележале чума, додека за разлика од тоа аристократската Европа, аристократите се криеле по дворци, а селаните сите испоумрале и они не развиле имунитет и затоа во нордиските држави и на Балканот и во Германија ние сме имале поголем имунитет. Сега ова дури може би генетски и точно, затоа што нели се беше откриено дека клетките на вистина помнат и дека знаат во таков случај дека има докази дека на вистина организмот може подобро да преживее болеста, дури и короната. Меѓутоа јас би се осврнала на она што нели еве го забележали другите истражувачи, значи за Џорџа Гамблен и за Мишел Фукони се, па и Жижак, да речем, они се на таа линија. Значи, они зборуваат тука за така наречените градови на чумата, значи, односно за паноптикум. Значи, тој паноптикум се сведува на тоа да се фокусираме кој оној дел од цивилизацијата кој што би требало да преживее, а кој не. Меѓутоа, јас би рекол дека Фуко тука особено контроверзен, бидејќи еволуцијата на видовите и на филозофските всушност правци се базира на
на функционални, на нефункционални моменти. Да речеме, ако е за Аристотел, колку све испогрешил во генетска смисла, нели, за потеклото на видовите, меѓутоа тоа не значи дека тоа не било од корист, така што и она што е несовршено, значи исто така има своја улога во формувањето на нашата цивилизација. Така што јас мислам дека треба во целина да ги гледаме нештата, а не само како пандемијата влијае на ситуацијата во демократијата, дали сега имаме слобода или не, и како филозофски ние бисме го коментирале овој систем. Зошто ние филозофски не сме го коментирале овој систем пред тоа? Извинете, ја мислам дека во последните 10, па може би 15 години Европа не живееше во демократија, откако Проди се замине и откако почнаа сите тие либерални инвестиции во телата на Европската Унија, како што Сорос вика, се што сакаш да постигнеш, треба да постигнеш да преку дилање со некомпетентната бирократија во Европската Унија. Такви кадри какви што се запослеа после Проди, во времето на Проди не можеше да се вработат. Значи се вработија некои кадри кои што буквално доместицилните држави сакаат да се ослободат од нив. Така што ние, може би ќе ми речете сега, тоа е политика, тоа не е филозофија, ова не е темата, или ова нема врска за пандемијата, меѓутоа, значи, модернизмот ни кажува дека доколку сакаме да ги решиме сите проблеми, па и филозофските, треба да им пристапиме на проблемите на еден сеопфатен начин. Благодарам многу. Имаме уште едно прашање, пристигна писмено. Упатено кон Владимир. Прашањето гласи вака. Го благодарам на Владимир за свежината на неговата перспектива и исклучителната важност на прашањата кои ги отвори. Би сакала да го прашам, доколку би сакал да одговори, што мисли во однос на риториката во медиумите во однос на пандемијата? Која и каква е улогата и одговорноста на медиумите во едно вакво време и потребата од етичност, под наводници стои етичност на риториката? Поведе го. Благодарам за коментарите и за прашањето. Мислам дека живееме денес во многу инаков медиумски простор и јас долго време се интересирав за риториката на масовните медиуми, на традиционалните медиуми, додека имаше можност да се истражува влијанието на тие медиуми, но сега медиумскиот простор е презасит. И повеќе нема, моето чувство е дека нема одговорност за јавно кажаниот збор повеќе. Секој има публика, секој говор има своја публика, а новинарите, барем ќе кажам, мојот впечаток е тоа дека некако го изгубија компасот и можеби повеќе не се новинари. Не знам како да го наречам тоа, бидејќи, како што реков, нема, се изгуби одговорноста за јавниот настан. Не внимаваат, ниту како се изразуваат, ниту што зборуваат. Што се однесува до етичноста на медиумите, повторно ќе кажам, нема одговорност повеќе кон јавниот настан, презаситен на медиумскиот простор. Друштвените мрежи го предизвикаа тоа. Премногу се промени, за да можам да одговорам така брзо и едноставно на ова прашање. Мислам дека не можам, затоа што е комплексно е оваа ситуација во која се наоѓаме и последниве 10 години многу е променет медиумскиот простор и повеќе за риторика на медиуми во класична смисла на зборот. Мислам дека и не може да се зборува, затоа јас ја напуштив таа теза едновремено која многу ме интересираше. Видов дека тоа повеќе нема ефект. Да. Благодарам, Владимир. Јасмина има разбор. Поведе Јасмина. Јасмина микрофонот. Пушти го. Ете така, сега веќе.
Јас повторно кон Владимир прашање би сакала да поставам, но вистина ми се допадна неговото изложување и веројатно ќе си направиме некој муабет надвор од конференцијава за ова. Ме интересира на вистина перспективите. Значи што треба да се направи во оваа смисла и затоа што ти рече не му се даде можност на логосот. Би сакала да ми одговориш како да се, како што ти велиш, како да се подготви публиката за логосот. Може би оние кои што ќе ја даваат информацијата кон публиката можат да се сообразат со логосот, меѓутоа како публиката да се сообрази со логосот, тоа е мислам дека прашање кое што навистина е по-клучно отколку нели да се пушти пораката, логосната порака. Да, дефинитивно. Затоа и многу соодветно во англискиот јазик ги преведуваат како апели. Риторички апели се тоа. Значи тоа е упатување кон публиката. Секој риторички настап е настап одреден од публиката. Тоа што мора да се направи, што мислам дека претпоставува една сериозна анализа. Секој јавен настап подразбира проучување на, се извинувам, телефонот ми знаеш, проучување на вашата публика. Значи, вашиот дискурс, говорот ваш, како јавен говорник, е одреден од вашата публика и одреден од каиросот, од околностите во кои се создава тој риторички чин. Ако вие не ја познавате вашата публика, вашиот говор е несоодветен. Мислам дека треба посериозно да се занимаваат здравствените работници кон кого ги упатуваат тие пораки. Бидејќи сега е очигледно, како што кажав и моето излагање, дека тие се незадоволни од почитувањето на мерките и затоа постојано ни велат токму поради тоа и замав епидемијата, бидејќи мерките не се почитуваат, но тие пораки се упатени кон погрешната публика. Таа публика кој тие сакаат да ја придобијат, всушност не е дел од риторичката ситуација. Таа не е риторичка публика. Таа го одбива условно кажано авторитетот на здравствените работници. Значи, може би, реков, предпоставив на крајот дека може би подобро би било здравствените работници да се дистанцираат малку од јавниот простор и од пренесувањето на препораките на мерките. Има една теорија во современата риторика која вели дека етосот кога не може да се упати директно кон публиката која го слуша говорот, треба да се изврши влијание на публиката која може да действува на тие кои не се вклучени во риторичката ситуација. Значи, ако ние можеме непосредно да действуваме преку тие кои ја примиле пораката, нели, на тие кои не се вклучени, условно кажано, во риторичката ситуација, кои не се риторичка публика, тогаш може би можеме да промениме нешто. Што значи говорниците би се промениле. Говорниците не би биле само здравствените работници, туку може би секој од нас. Надевам дека успеав до негде да одговорам на прашањето. Благодарам многу за прашањето. Благодарам, имам уште убави 15 минути да довршиме дискусијата. Некој од присутните мора да се исклучат, зашто не нотифицира, но сепак сме во еден состав од 18 присутни, така што да го искористиме времето доколку имаме уште прашања и коментари во врска со последниот блок изложување, но исто така и во врска со оние кои беа представени во изминатите блокови, така што можеме времето да го искористиме како една конечна генерална дискусија на крајот од соборот. Дали имаме прашања и коментари? Писмени прашања немаме, колку што можам да забележам кај мене, дали имаме устни прашања и коментари од оние кои што можат да ги постават, односно од учесниците. Доколку немаме, јас им се заблагодарувам на сите кои што се тука со нас и на Бошко исто така што се исклучи, имаше едно до него лично поставено прашање, но во негово отсуство нема
нема поента да го одговараме. Така што благодарност до сите присутни, благодарност до организаторот на овој традиционален настан. Јас на крајот би го дал зборот на председателот на Филозофското друштво на Македонија, на Љупчо Митковски, да каже некои завршни напомени во врска со самиот собир и она што ќе уследи понатаму. Благодарам. Благодарам. Мислам дека не треба јас да давам оценење околу денешниот настан, или организаторот не треба тоа да го прави јавно, но во секој случај сакам да се заблагодарам на сите кои што денес учествува и на сите кои што на некој начин не следеа. Дали преку Facebook или преку Zoom платформата. И ставија прашања, нели, ке се обидеме прашањето што беше поставено до Бошко да го проследиме од Никола Андоновски, колегата Никола Андоновски, кој што во моментов мислам дека престојува во Америка. Јас сакав сега само да напоменам нешто, нели, околу текстовите. Бидејќи поголем дел од вас веќе имаат текстови, меѓутоа има и некои кои што нели немаат текстови. Значи сега зборувам во улога на одговорен уредник на Филозофска трибина, местото каде што вообичаено ги сместуваме текстовите од симпозиумот кој што го организираме по повод Светскиот ден на филозофијата. Тоа е пролет, значи тоа е Филозофска трибина, пролетниот број. Ние посебно ќе ви пишеме, нели, околу роковите. Овде можам само да навестам што поскоро тоа да го пратите со оглед на тоа што, нели, додека е тазе. Нели, ова е искуствено го говорам. Инаку рокот веројатно ќе биде околу 1 април за прибирање на текстовите. Толку, јас мислам дека сепак Милан треба да го затвори собирот, односно модераторот. Јас сакав само да интервенирам, нели, во овој дел околу уреднувачкиот дел околу текстовите. Благодарам уште еднаш на сите. Благодарам, Љупчо. Нели ми ја прифрла штопката на мене да го кажам последниот збор. Со задоволство ги поздравувам сите кои што учествуваа на овој собир, овој традиционален собир по повод Светскиот ден на филозофијата и посакувам, на сите им посакувам и индивидуално и заеднички како филозофско друштво, како филозофска заедница, како филозофски факултет, им посакувам и ни посакувам на сите нас многу понатамошни активности, продуктивност, успеси и секое добро и секако на крајот поврзано и со темата и со деновите на кои што поминуваме, најмногу се на сите им посакувам добро и крепко здравје следниот период. Довидуваме.